Сашо Мјалков понуди речиси 11 милиони евра. Вилма Русковска даде зелено светло тој да излезе од шутка. Поранешниот директор на УБК не излезе на врата од истражниот затвор Скопје, откако обвинителството дало позитивно мислење тој да се брани од слобода, бидејќи сметаат дека понудената сума е доволна гаранција дека тој нема да избега. Обвинителството, оценејќи ги околностите и имајќи ги предвид наводите во предлогот и дополненијата за укинување на мерката притвор и нејзина замена со мерка гаранција, ценеше дека висината на понудената гаранција во доставените предлози во вкупен износ од 10 милиони 871.170 евра е прифатлива за обвинителството за обезбедување на присуство на обвинетиот до правосилноста на пресудата. Инаку ова представува промена на ставот на обвинителството од оние кои го имаа во текот на минативе 3 месеци. Во 3 наврати беше побаран затворски притвор, а 2 пати беше прифатен после пресудите за Таргет Тврден и Трезор, а како причина беше наведувана финансиската моќ на Мјалков. Обвинетиот Сашо Мјалков е лице кој што е добро ситуиран и дека тој и членовите на неговото семејство поседуваат приватни бизнеси, што создава финансиска можност за организирање логистика и помодно живење во бегство. Прв пат кога обвинителството побара притвор за Мјалков, тој 2 дена не беше достапен за органите, постоја сомнежи дека е во бегство, но со задоцнување од 40 на часа се појави пред обвинителството на Русковска, повторувајќи дека никогаш нема да избега, а причината што не бил достапен е стравот дека имал COVID-19, поради што се самоизолирал, а веста дека органите го бараат ја слушнал после 2 дена. Бев изолиран затоа што имав симптоми на корона и со 40 температура, главоболки. Од причина што сакав да се изолирам од сателисото, па вчерашниот ден го поминав во изолација. Би сакал да искористам оваа прилика да се извинам на целата македонска јавност заради непријатноста што се случи во државава, од тоа што вчерашниот ден го поминав во изолација. И уште еднаш јавно да го повторам оној мој збор што го имам дајно, дека аз никогаш нема да побегнам. Поранешниот прв човек на УБК за сега има 2 неправосилни пресуди, каде доби вкупно 20 години затвор. Во завршна фаза е случајот тортура, каде Мјалков е првообвинет, а минатава недела беше прифатен и обвинителниот акт за плацевите на Водно. Тоа е дел од истрагата за случајот Империја.